Современа опрема за барање и извлекување жртви од рушевини, поплави, пожари, во вредност од околу 90.000 евра, како и противпожарно возило. Ова е донацијата што ја добија тетовските пожарникари од своите колеги од Манчестер, Велика Британија. Од денеска, значи, секој наш пожарникар има персонално заштитна опрема и други работи. Ви донесу некои специализирани? Да. Па донесоа едно, две, три разни камери за пребарување од урнатини. Ни донесоа опрема за спасување на жртви при поплави. Значи, тоа е на некој начин да кажем новитет во нашата професија, што го немало досега. Нашите колеги, нашите пријатели од Велика Британија ќе останат овдека една недела и да не вежбаат, бидејќи ќе ги вежбаат и шоферите со работа, значи камионот со работа, како да се работи со пумпата, и у овој камион што е донесен како донација имаме добиено и скали за потреба нашата потреба за височина до 5 спрат. Опремата предадоа представници од организацијата Операција Флориан, кои работат со противпожарните единици од повеќе земји во светот. We've been in Macedonia since 2008. Во Македонија сме од 2008 година и досега сме донирале 21 противпожарно возило. Оваа година донираме такви возила за Тетово, но истовремено ги обучуваме противпожарните единици за да ги развиеме нивните техники на спасување при сообраќајни несреќи. Професионализмот на пожарникарите во Македонија за нас е прилично импресивен. Градоначалникот на Тетово, Теута Арифи, најави дека со донациите и со општинското финансирање ќе се зголемат капацитетите на противпожарната единица. Оваа соработка е веќе подолга соработка. Во текот на целата година имавме соработка и во однос на тренирањето на нашите пожарникари, и тоа ќе продолжи и понатаму. И нема поубав настан од овој за да го започнете денот на Европа. Денот на Европа со пријателството што се покажува практично за нашиот град во овие рамки и за нашата земја. Соработката со британските пожарникари продолжува следниве неколку години. Целта е да се подобрат капацитетите и соработката меѓу противпожарните единици од Велика Британија и Македонија.